Двете најпопуларни политички партии во државата денес со дуел на различни теми. ВМРО ДПМН ги обвинуваат СДСМ за штитење на судството. СДСМ пак со критики кон одлуките на министерката за образование Весна Јаневска. Кога СДС и ДУИ го штитат судството, всушност штитат криминал од 167 милиони евра. Асмир Пуцко Петров наместо во притвор го оставија дома. Со години Македонија ја трујат со отровен канцероген мазот и за тоа се платени стотици милиони евра од буџетот преку разни тендери. Шемата во која што се вмешани врвни функционери на СДС, како Васко Ковачевски кој е во бегство, синот на пратеникот Јаховски кој има бизнис мрежа која се протега до зетот на Али Ахмети е тешка 167 милиони евра. Оваа шема со години ја труеше Македонија, а тие испумпаа стотици милиони евра. Тоа што институциите го процесуирале до правосудните органи е веќе познато за целата јавна. Министерката Јаневска во досегашниот процес не покажа подготвеност за вистинска јавна дебата. Наместо да отвори простор за диалог со експертите и наставниците, таа продолжува со еднострани одлуки кои предизвикуваат сериозна загриженост во јавноста. Начинот на кој досега се турка оваа концепција покажува отсуство на транспарентност и недостаток на слух за критика и сугестии од стручната фела. Затоа сметаме дека оваа јавна дебата во собранието треба да се организира поскоро, со што ќе се покаже дека е разбрана важноста на целиот овој процес.